Поранешен пратеник, поранешен министер за правда, актуелен градоначалник на Сарај. Добре дојде, велам, за Блери Беџети. Добре ве најдов. Господин Беџети, има уште еден епитет кој што од неодамна, така речено, го заслуживте со членството во она така наречена огнена група. Приврзаник на огнената група, на ДУИ. Така ли е? И медиумите или пријателите можат да нарекуваат одредени истомисленици по поими кои сакат, и тоа на некој начин и во медиумите стана, но секој е склон на своите убедувања. Така. Значи, јас сум човек што верувам во моите убедувања. Постои ли таа огнена група во ДУИ? Постојат ли тие искричења како што се збори во јавноста? Всушност и самите вие, заедно со, да речеме, 20 членови на ДУИ, излеговте со едно писмо, кое што всушност беше лиферувано од Општина Чаир, така ако се сеќавам добро, во кое што го искажавте незадоволството во редовите на ДУИ, претежно кон еден човек во случајот Артан Груби. Имаше едно писмо, апел до председателот Ахмети и мислам дека разговаравме, дебатираме во органите на партијата и се движат во добра насока работите. И нормално е одредена група да има одредени незадоволства во политичките партии, не би било здраво да размислуваат сите исто. И тоа е легитимно. Имавте состанок Централно председателство на ДУИ сега во изминатиот викенд. Се усогласија ли ставовите околу тоа што беше препирка? Имавте забелешки на зацементираните позиции на одредени министри во ДУИ, од ДУИ во владата? Ние не преговараме за да усогласуваме нешто. Внатре во ДУИ, кога велам ние, внатре во ДУИ нити се преговара, се дебатира, се разговара, се посакува најдоброто. Имаше и јавни критики, сега се дебатира и внатре во партијата. Секој поединец, член на Централно председателство, градоначалник, пратеник и така натаму, бара да бидеме поуспешни. И тоа, предпоставувам, не е некој грев, туку е добро и за Демократската унија за интеграција, и за општеството, и за државата. Јас пак ќе се повикам на писмото кое што го добивме тогаш. Се однесуваше претежно, како што реков, за вашето незадоволство, да речеме, конкретно кон Артан Груби, па цитирам, имавте наведено кон неговото арогантно и дилетантско однесување на извршната власт на чело со Артан Груби. Тоа предизвика незадоволство, пасивност на структурите и на гласачите. Сега сте ми некако помек во вашиот став. Во зависност како се квалификува, не е до мек или тврд. Значи, ја во никој случај не го негирам ни писмото, ни подписот во тоа писмо. И реков, се дебатира внатре, значи имало незадоволства и кон Артан Груби, се разбира, бидејќи е тој подпредседател на владата и Демократската унија за интеграција е дел од владата и не можеш да бидеш задоволен од нештото кога, например, бидејќи не е локален проблем, ако има застој на проекти во Општина Сарај, кој е за едно општо добро, а имајќи предвид дека четврт мандат веќе се дава довербата на политиките на Демократската унија за интеграција и нормално е да сум еден од најповиканите да барам развој на општината, повеќе проекти и нема ништо спорно, нити политички, нити во меѓучовечките односи. Значи, збориме за една дадена можност на одредени носители на јавни функции, кои предпоставам дека, што е логично, врв на демократијата, да има еден надзор, да има една контрола, едно реферирање и да видиме дали се успешни, дали се држат до програмата за која сме ги добиле изборите и нормално се дебатира за ова во органите на партијата. Така, го сменивте Груби од организација со опозицијата, организацијски секретар, вие дојдовте на негово место. Сега многумина се прашуваат дали правдата е задоволена, дали
станавте нешто повеќе со тоа. Не е до личните интереси. Значи, тоа е најмал проблем кој каде ќе биде. Битно е да биде успешен и да даде придонес во индивидуалното и во тимското работење. Јас сум склон, спаѓам на таа група, кај што спаѓам, значи да имаме и индивидуални и колективни успеси, бидејќи Демократската унија за интеграција од државата од денот на формирањето до ден денес секогаш е победник на изборите, но секогаш може и подобро и сме склони на тоа подобро да биде. Пак ќе пренесам ставовите, коментарите кои што струјат во јавноста после овие случувања, веќе да речеме општо познато е што се случува во ДУИ после вашето писмо на таа група, па вие објавивте на Facebook една сликани заедно со Али Ахмети, кажувате заедно со мојот председател и меѓутоа има нешто што бодеше очи, велите цврсто во мојот став против извршната власт. Па некој тоа го протолкува и како умилкување на беџети кон Ахмети. Не. Нити имам потреба, нити сум таков карактер за да се умилкувам кон некого. Факт е дека го ценам, го почитувам личноста на господинот Ахмети, тоа не е спорно, нити го кријам и не го сметам за умилкување, но цврсто стојам зад несработеното на министрите. И секако дека сум ги застапил тие ставови и внатре во органите на партијата и се разбира дека ние продолжуваме. Демократската унија за интеграција работи секојдневно. Ние сме голема организација, голема структура и нормално е не дека некој ми давал лажни информации, па сум бил еден од иницијаторите за политичките намери на тоа писмо и така натаму. Нема ниту умилкување, нити лични проблеми, него има политички цели, не како групација, не како индивидуи и не е битно дали Блерин Беџети ќе биде организационен секретар или не, или другиот подпредседател или третиот генерален секретар и така натаму, не дека е задоволена правдата. Во политиката има една програма за која ние сме ја добиле довербата. И како градоначалници, која застапувате и која треба да како градоначалници, и како партија во целина, и нормално е да се има и забелешки и пофалби. Например, ако клучни во неколку општини нема инвестиции, не можеш да кажеш дека министрите се добри. Значи не ја реализирале својата цел за што се избрани. А ако има, не може да е се црно или бело екстремно. Има и реализирани и нереализирани и да се сослушат зошто е тоа така. Дали нема пари во буџет, дали може да влијаат во зголемување на бруто домашниот производ, бруто домашниот и така натаму раст и сите тие околности да ги разгледаме. Бидејќи владата не е фабрика за градење, гради политики. Согласно тие политики имаме повеќе пари во буџетот и со тие пари во буџет можеме да реализираме подобри проекти во државата. Кои министри, министерски позиции ги изиритира представниците на така речено огнената група, па доведоа до таква една реакција? Оти имаше, пак ќе речам, коментари дека од Османи сте горе-доле задоволни затоа што тој можеби и најмногу работи во ресорот Министерство за надворешни работи. Повторно пак ќе го спомнам Груби, па тука беше Бектеши се спомнуваше и така натаму. Никој немаше проблем и нема, мислам, со ориентација, евроатлантската ориентација во ДУИ. Која велам никој, текстуално никој. И некогаш и да се има забелешки, треба да се најде моментумот за одреден се реагира. Да. Ние имавме повеќе и имаме за внатрешното екипирање и функционирање. За внатрешниот распоред фактички. Да, и за успесите кои сепак 2 години има ова влада, ова политичка гарнитура на ДУИ, што е за овој мандат, велам, од парламентарните избори, е нормално да се направи еден рез и да знаеме до кај сме, пак утре ќе излеземе пред граѓаните. Господинот Ахмети и демократската интеграција не е партија која што ветува и избегнува од тие реализации. Секогаш ние сме разговарале многу отворено со граѓаните кои и не е случајно
дека ни даваат подршка и сметавме дека нема резултати. Сме во фаза кај што ги сослушуваме, се сослушуваме фактички еден со друг, трет, четврти така натаму и ќе се постигне до, бидејќи имаме предвид дека има уште 2 години мандат, ние сите сме имале можност, еве вие кога ме представивте, рековте сум бил и министер и градоначалник, значи ги знаеме како оди реализација на еден проект, буџетите и така на колку време одзима, колку ќе бидеме спремни за да излеземе пред граѓаните за довербата што сме ја дале и така натаму. Рековте дека има мандат оваа влада, меѓутоа нешто чудно се случува деновиве со тие тактизирања, математики, минус, плюс, влегле, излегле, станува збор за Алијанса за албанците, вашиот опонент. Ќе биде ли ваш партнер во владата? Личен мој став е дека нема потреба да биде дел од владата. Не се согласувате, значи? Зошто така го поставувате прашањето? Не ми е јасно. Да бидеме поконкретни. Многу конкретен и директен сум. Алијанса сама за себе не треба да претендира да биде дел од власт. За нив е многу подобро, бидејќи опозицијата има обврски према државата, да не се према процесите што се случуваат во државата, евроинтеграцијските процеси, да не се создаде едно чувство дека условува со промената на уставот кој е многу битен елемент. Ама таа после изгледа притиска токму преку тој моментум. Тие не ги добиле изборите и затоа треба да го почитуваат волјата на граѓаните, како мој личен став, но и на Демократската унија за интеграција и на Социјалдемократскиот сојуз и на целото владачко мнозинство, сметам дека не е потребен дополнителен партнер, конкретно Алијанса за албанците, да биде дел од власта. Имајќи предвид дека беше со оваа гарнитура, веќе не е. Беше во претходниот мандат со ДУИ со Социјалдемократскиот сојуз, па излегува од владата, па сега пак да се вратат, тоа не е како туризам да направиме и нема потреба, сметам дека треба да ја превземат обврската и како опозиција, и Алијанса за албанците, и ВМРО ДПМН и нивните коалициони партнери да ги поддржат овие евроатлантски процеси кои се многу битни и за државата, но и за сите кои работат, живеат во државата. Сигурно сте ги слушнале ставовите на експертите на комуникација, Так. што има, немам ништо лично против, тоа треба да има комуникација меѓу ДУИ и Алијансата. Опозицијата Меѓу сите политички чинители во државата, без разлика од кој етнитет доаѓа партијата, тоа нема потреба да биде некоја пречка, треба да има една нормална комуникација, да усогласат дури ставови за одредени законски решенија, иницијативи и така натаму, но тоа да не биде дека се условуваат едни големи процеси само за да бидеш дел од власта. Бидејќи победник во изборите е Демократската унија за интеграција, Алијанса не ја доби шансата, довербата од граѓаните и нема и на крај крајава да не се губи смислата од демократијата. Треба некој во опозиција да биде. Тоа е здраво за општеството. Опозиција секогаш здрава опозиција секогаш е добра за демократијата. Здраво за општеството, здраво е за сите. За контакти сум да се продолжат да како личен став сум за да се имат контакти со опозиционите партии. Да, велите тие не ги добиле изборите, меѓутоа како опоненти, значи зборувам и за Алијанса и за другите ваши опоненти, значи тие говорат дека ДУИ па и македонскиот политички блок, општо познато е, велат дека ДУИ е вечно во власта и со власта, без разлика која политичка гарнитура Граѓаните така одлучиле. И тие ве обвинуваат. Кој е моторот што го придвижува ДУИ да победи на изборите? Непотизам, клиентелизам, што друго? Корупција? Јавноста, народот, граѓаните имат најдобар суд, велат. И граѓаните одлучиле секогаш Демократската унија за интеграција да ги добие изборите. Тие можат изговор да најдат, алиби, какви што сакаат, но реалноста е... Мислите за нивните неуспеси? За нивните изговори тука или неуспеси, или не успеале толку добро да се организираат,
или па ние сме успевале подобро да се организираме, да реализираме и на претходното прашање, секогаш сме били и само критични за подобри резултати да имаме и не случајно Демократската унија за интеграција и господинот Ахмети ги добиле изборите во континуитет овие 20 години. Действува ли Ахмети како премиер во сенка? Знаете како велат, без замин од Ахмети не се случува ништо во придвижувањето на политиката во државата. Ако очекувал некој било сега, било во претходните влади дека Ахмети е декор во владите, со тоа сгрешил. Ние сме чинители, политички чинители во сите влади во кои сме учествувале, сме превзеле право, но истовремено и обврска да бидеме дел од владата и реализација на таа усогласена програма. Со кого имате помазна коалиција? ВМРО, СДСМ? Се вели дека тргувате со македонскиот политички блок и тоа добро ви оди? Апсолутно не. Македонскиот политички блок треба да биде покоректен, ако вака се поставува прашањето, бидејќи нивните сограѓани одлучиле Демократската унија за интеграција да ги добие изборите. И до сега има коректност и се надевам дека во таква конотација ќе се одвиват работите. Со кого ни оди помазно. Затоа што бевте нели секој мандат си има своји приоритети и ние ги усогласуваме нашите програми при составување на владите и работиме на тоа. Што ќе правите доколку Алијанса влезе во власт? Алтернатива веќе е децидна, значи има едно решение, вели да, ние не сме против тие да влезат во власта, ама ете, СДСМ и ДУИ нека се договорат и тие нека им отстапат дел од нивните министерски ресори. Не знам што вели алтернатива или како го размислува тоа, јас го кажав мојот личен став. Подготвени сте вие да остапите министерски места на Алијанса? Ние имавме и централно председателство и имавме информација за контакти, не за нешто друго и не би сакал да давам политички ставови во врска со влез во владата на една партија од медиумите, која ќе ги имаме аргументите, бидејќи за да влезе една политичка партија да биде плюс во владиното мнозинство, треба да има едно круцијално прашање зошто влегува. Зошто би бил и за политичките партии кои сочинуваат владеачкото мнозинство, но и за политичката партија која сака. Треба да има една цел, политичка цел, за која би се сближиле да работат заедно и со своите различности. И СДС и ДУИ имаат различности. Се разбира и Алијанса, и Алтернатива, и трети. Но сепак работат Но сепак треба да има една политичка цел. Друг беше моментумот кога се приклучи Алтернатива во владиното мнозинство. Сега не го гледам тој политички моментум и не ми е јасен лично мене, имајќи предвид дека сепак долги години сум во политиката, не ја гледам таа политичка цел зошто би била Алијанса дел од владата. И сметам, ви реков, не е добро ни за нив, и за владеачкото мнозинство. Да, но претходно пак ќе речам, сигурно сте ги слушнале веќе разговорите, коментарите кои што ги пласираат политичките експерти, значи познавачите на состојбата во државата. Едните велат дека сето тоа е со цел СДСМ да се стабилизира, ВМРО да се изолира, а ДУИ едноставно да добие некој покомфорен терен и на тој начин да се обезбеди стабилност доколку представниците на огнената група значи не гласат и ги блокираат уставните измени и сите оние нели работи што се очекуваат од нив, Алијанса за албанците да допринесе тука за тековите кои што треба да одат во позитива. Немате политички чинител во Демократската унија за интеграција кој не би ги поддржал уставните измени. Тоа е смешен изговор да се најде. Или сметам дека и ВМРО да помале треба да ги поддржи уставните измени, но тоа е личен мој став. Тие сами треба да одлучат дали би ги поддржале или не и под кој и зошто не би ги поддржале. Не гледам политички моментум зошто уште една политичка партија би СДСМ што ќе се стабилизира со Алијансата или ДУИ. Потребни им се гласовите. За гласање на уставните измени. И која би била пораката пред граѓаните дека
не ја превземаме одговорноста од граѓаните да бидеме дел од опозицијата и сега сме нашле на тесно владеачкото мнозинство. Мислите дека така може да играат на теноклет? Не е здраво тоа. Политички не е добро за нив. Не е добро за нив. Ако е тоа условувањето, тоаш и не сум слушал таква изјава, да бидам коректен, од Алијанса за албанците, и не сакам да верувам дека може да условува. Имајќи предвид дека и договорот од Преспа го гласа од опозиција и така натаму, убеден сум дека ќе гласат и од својство на опозиција. Тоа значи дека и огнената група нема ништо против уставните измени. Сите ќе гласат. Апсолутно не. Така. Тоа се добро за државата, за регионот, имајќи ги предвид случувањата кај нас, околу нас и така и пошироко, тие се неопходни за општо добро на државата. Постои ли, конкретно прашање, постои ли раскол во Дуј? Ајде да ја решиме дилемата. Огнени, неогнени. Од синоќа има искричења, неискричења. Искри ли нешто? Постои ли огнена група? Постои ли раскол? Јас не знам за раскол. Ако го сметате раскол дека се размислува поинаку, секогаш било така. Никој не го оспорува, нема причина, може само Ина е да го оспори председателот Ахмети, никој, неговиот политички авторитет и така натаму, бидејќи Демократската унија за интеграција работи добро, работело добро до сега, им победувал на изборите. А зошто се бара отчет од министрите, тоа не го гледам за раскол. И ако не се примат фактите, ако работеле добро, Блерин Бечети треба да го почитува тоа. Ама ако немат успех, тоа се смета за мене од политичка гледна точка како дадена шанса, можност, што во зависност или од лични пропусти или во зависност од моментумот, периодот во кој се делува, може да има одредени нереализирани проекти, што е нормално во политиката, да има рокади и така натаму. Имајќи предвид дека во Демократската унија за интеграција ниту еден кадар не е исфрлен на улица, кој дал придонес за партијата, тоа не е својство на господинот Ахмети. Ако во нешто Дуи и господинот Ахмети се идентификуваат, токму и ова е од една од главните точки. И не го гледам за раскол тоа од различното мислење. Ја не спаѓам во таа група кај што не ги прифаќам аргументите. Например, ако се анализира работата на градоначалникот на општина Сарај, ако не сум реализирал одреден проект, како ќе кажам јас дека сум го реализирал? А ние сме го добиле мандатот, довербата од граѓаните за одредена програма кај што имаме ветувања, дека ќе им реализираме и граѓаните не можат да направат сопствен суд. Тие на избори судот го стварат. Подготвена ли е Дуи за предвремени избори? Опозицијата притиска? Тоа е легитимно право на опозицијата, но не гледам дека притиска за предвремени избори. Тоа е наратив, повеќе би го сметал. На Дуи сите политички партии треба да работат за економските прилики кои се не само во државата, туку и во регионот и пошироко, но и во делот на дворешната политика, кој е многу битен елемент за нашиот напредок. Значи, тука сте некаде. Ахмети и Дуи, султанска партија. Многу е голема само почита кон Ахмети од неговите членови и во најава е нели петиот конгрес на Дуи, кој што мислам дека треба да се одржи следната година, ако не се лажам, во декември, па дури се заговараше дека тој ќе се повлече, па на негово место ќе дојде Груби. Има ли некакви сценарија? Ахмети е почитуван не само во Дујот, албанците во државата и пошироко. Тоа е докажано, не го велам јас. Тоа го кажала мнозинството граѓани на албанци во континуитет со поддршката што му ја дава на Дуи, а Дуи го води господинот Ахмети. Не ни умилкување од членовите на Дуи, не ниту... Тоа е докажана работа. Персоналитетот на господинот Ахмети е во поширок контекст. Не е само
председател на една политичка партија, имајќи го предвид неговиот ангажман во животот и не случајно ја има поддршката од мнозинството албанци во државата. Но и поддршката и пошироко. Така. Сега доста беше со Дуи да видиме што се случува во општина Сарај. Во каква кондиција е буџетот? Ќе премостите ли ова зима? Има најави нели општините да штедат електрична енергија и ова и она. Во добра ли состојба е општина Сарај? Како сите општини што имат проблеми ланскава година и ова, и општина Сарај има проблеми. Тие проблеми не ги сметам како проблеми на една општина, имајќи предвид дека децентрализацијата во државата има потреба да зајакне и да зацврсти во таа насока. За жал, нема некоја колку години веќе, нема некоја поголема децентрализација и фискална и во други. Тоа беше донесено така, меѓутоа не се расчистија многу работи тука, така да. Или надлежности без средства. Тешко е. Не бидува. Не бидува, тешко е. За жал, персоналниот данок и данокот за додадена вредност и други ставки кај што ние поделуваме средства со, например, општина Сарај, со градот, со државата и така натаму, има тешкоти, но ќе успееме. Имаше вчера министерот ми се чини една пресконференција за тоа кој колку потрошил, надминал во потрошувачката на електрична енергија, па тука беа спомнати некои 3 општини, меѓу нив Рачиново предничеше со многу проценти плюс. Повеќе ги сметам за пиар тие работи, тоа секоја општина се труди максимално да штеди, да менаџира со буџетот и владата министрите треба да се фокусират на сопствените работи, а не се надзорен одбор кој колку троши. Тоа има закони, има прописи и така натаму. Така. Кои се болните точки на општина Сарај? Кои се болните проблеми, така да речам, од едно време, нели беше, да речеме, гласно прашањето за дивоградбите, како се справувате со тој проблем? Не беше гласно прашање. Тоа беше, имаше интенција да се наметне една тема од политички мотиви, за кои тогаш ја известив јавноста, испадна дека така е. И за жал, и кога прашавте за Алијанса, нели ви реков, не може од медиумите да градиме ставови, бидејќи не ги знаеме изворите од кај доаѓаат. И тогаш било така. Да, ма зато се тука луѓето кои што се директно. Кои се? Реално се неколку проблеми и покрај успесите што реално ги имаме. Например, има застој за поликлиниката што се гради во Сарај. Не може една поликлиника да трае 3-4 години. Се уште има застој? Да. Се уште не функционира. Езерото Треска е прогласено за туристичка зона, ми се чини. Да. И се уште... Што значи тоа? Тоа значи да завршат постапките согласно законскиве прописи, да може да се избере фирма која ќе инвестира таму. Има застој. Во делот на водите, канализациите и така натаму, и во делот на водата за пиење има одреден застој. И нормално е, затоа ви реков уште од самиот старт. Дали кај Треска, мојаветот ми е, дали кај Треска, можеби спорно е, нели, владата ја изгласа како туристичка зона, сега многумина во бизнис секторот тоа го толкуваат како добро тло за можност за инвестирање, за свој профит. Па сега се отвараат муабети и коментари, дали има можност за нови хотелчиња и нови профити на кои ќе завршат во одреден чеп. Во езеро Треска е неефикасност од членовите на комисиите согласно закон кои што сте испратени таму и треба да бидат поефикасни и да превземат одговорност. Бидејќи секој државен службеник, освен што го добива правото да биде вработен, и нивните предпоставени имат право за невработеното и да поднесат постапки. И не би било логично, ама јас се плашам, ама не го знам. Ако некој не знае, а е примен како државен службеник, тоа е исто како да зима плата без да работи. И тука ми е забелешката, и тука ми е тука лежи и политичката одговорност на владата. Владата може да бара во секое време и од министрите на Дуи сум барал да се реферира во владата од комисијата, односно од агенцијата тамо за ТИРС, што е за туристичките зони, до кај е постапката. Ние не можеме да се вадиме на постапки.
Економски раст не може да има без инвестиции. Има инвестиции, еве, ги слушаме, но да ги има уште повеќе, уште подобро е. И не случајно дека ова владино мнозинство доби поддршка. И затоа велам, крајно време е ние и локалните и во републичко ниво тие програми да почнеме да ги реализираме со посакуваната динамика, велам, цело време. Не со застој и така натаму. Нема логика една инвестиција од 400-500 илјади евра 4 години. Нема логика. Што е со... А езерото треска, државата не дава воопшто пари, само има профит од тоа, бенефит, развој и така натаму. Едно убаво место кое што Да. многумина ги потсетува на едни убави Како времиња. можам да бидам задоволен од министрите тогаш? Значи тука е главниот проблем. Не е локален, не. Познати сте по оние изјави и спорни моменти околу дивите платформи на Матка. Тоа беше едно време каде што многу беше актуализиран тој проблем. Докаде, како се заврши таа работа, и бевте тука многу познат со изјавите: никој да не ми се меша во моите работи затоа што сам ќе си расчистам. Во моите надлежности. Надлежности, Да. така. Сум препозназлив по тоа дека не давам надлежности. Се сметам дека можам да се носам со обврските, како со правата и со обврските, и сам расчистувам согласно законските постапки. И ги расчистивте. Никогаш не имало подпишано позитивни за таквите нешта. Затоа велам дека тоа беше како на дугме. Ајде да напаѓаме еден одреден човек. Сакате да кажете дека беше Да, изискувано од некој? да. Кој ве нападна? Што имав, Условно речено. Што имав да кажам, тогаш кажав. Да, вие сте новинари и можете да се присетите. И како е сега прецизирана таа работа? Сега заедно со Сега град... веќе не се диви платформа. Заедно со градот Скопје и со Министерството за екологија имавме неколку средби, јавни дебати и така натаму. Сакаме да најдеме решение кое реално ние немаме намера Матка да ја локализираме само на луѓето што живеат во Матка како богатство, како природа и така натаму. Да, Матка е денеска Да биде- посетувана, можеби најпосетувано место од, барем јас лично можам да кажам свој став, од голем број на туристи кои што доаѓаат од страна. Токму затоа ви велам дека и тогаш и сега работиме позитивно на тоа, и мојот апел бил и за изградба на патот да придонесуваат и други институции, имајќи предвид колкав буџет има општина Сарај и така натаму, но кога е да помогнат, сите се соземат малку одговорноста која има градоначалникот. А кога е за нешто друго, што не го сметам за надминат проблем и не би сакал повторно да се упури. Што имав да кажам, тогаш кажав се. Но не мислите дека сепак тоа го награди изгледот на самото место? Па може би и тоа им била целта, не знам сега. Време на политички дискредитации и така натаму. Секој со секого се напаѓа за сопствени Шо? поени. Што знам што било? Знаете, ама не сакате да откриете. Па, јас сум истиот, продолжувам со работа. Некој ако сакал, сгрешил патот. Така. Кои се следните планови на градоначалникот на општина Сарај? Јас сум посветен заедно крај? сум посветен со целата администрација од општина Сарај, советот на општина Сарај, во секојдневната комуникација со граѓаните на општина Сарај, за да имаме еден подобар развој заедно со градот Скопје и централните власти, институции, централната власт, не само министерства, него и други институции, да го направиме најдоброто за општина Сарај. Не е мала општина за наши прилики и заслужува поголема поддршка во проекти, мислам. И има потреба од такви нешта и ќе се борам за реализација на таквите нешта. Имаме претходниот мандат ни беше многу успешен и ќе се потрудам и овој мандат да биде успешен не за личното его, него за граѓаните кои заслужуваат во овие тенови, во овој век, да имат што подобри стандарди, што подобра инфраструктура и така натаму, што е се
потребно за сите и други останати граѓани во други општини во нашето секојдневие. Би претендирале ли, да речеме, доколку на следните избори, нели, сепак се оди во позитива, повторно се вратите во извршната власт, каде му е поудобно на беџети? Локалната или извршната власт? Било кај што сум бил, кај што ми е дадена довербата и од партијата и од граѓаните, сум се трудел максимално да ја вршам функцијата и во општина, во својство на градоначалник, и како пратеник, и како министер за правда, сум се трудел секогаш да го дадам најдоброто, максималното од мене, и бидејќи кога прифаќаш еден предизвик, се сметаш дека можеш да се носиш со тој предизвик и човечка обврска, и морална обврска е да дадеш максимално од себе си, за да има поголеми резултати. Благодарам што се озвавте на поканата. Актуелниот градоначалник на Сарај и член на ДУИ, Блерин Беџети, беше гостин во ова наше интервју. Ми благодариме на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Поздрав и секое добро.